Значи, сега и кажав на Мирија на кога се вклучивме, ама ќе повторам и за сите. Во првава недела од месец ноември имам обврски кои што се поврзани со работата, односно наставнички совети, а во останатите денови од месец ноември имам родендени на ќерка ми, кои што се поклопуваат со некои од термините. Еве и Наташа. Добро вечер, Наташа. Кои што се поклопуваат со термините кои што ги имаме за часовите, од обврските и од места каде што се одржуваат истите, не би била во можност да стигнам во 7, така што, бидејќи имам и обемни обврски утеков на периодов што следи во овој месец, не би почнувала час после 19 часот, па така сакам да прашам, а воедно нели да замолам, доколку е возможно, за следниве 3 термини. Наместо среда 5:11, значи наместо задутре, часот да го одржиме утре. Значи збориме за истото време. Наместо понеделник 10:11, тоа е следниот понеделник, часот да го одржиме во вторник 11:11. Може. И наместо понеделник, тоа е малку подалеку, 24:11, часот да го одржиме во четврток на 27:11. Може, само ќе не потсетиш. Секако јас ќе ги пишам овие термини и ќе ги ставам како со извичници, чисто за да стојат, нели, ќе пишам измени на термини за месец ноември, со извичници ќе ги ставам и надоле ќе ги напишам овие. Наместо среда, сега ова наместо среда нема да го напишам, значи наместо во среда задутре, часот ќе го одржиме утре во истото време. Значи утре во 19 часот. Дали на сите кои што сте вклучени, освен нели Енвер не е тука, дали на сите кои што сте вклучени ви одговара? Да не испадне дека само на мене ми одговара. Може, ама јас само можеби ќе утре ќе можам само да слушам, можеби ќе нема да можам да зборувам, ќе ти пишам горде. Нема проблем, Слагјана. Нема проблем. Не знам кој не одговори, Борче не го слушнав, Весна не ја слушнав. Може. Фала ви. А за овие другиве? Другата недела во понеделник. Наместо во понеделник, во вторник другата недела, на 11:11. Значи си ги... Недела и наредната недела, понеделник и вторник не бидат часовите. Не, ова... Наредата вторник и среда. Така е, така. Така. И таа после незе ќе бидат среда и четврток. Тие после 2 недели ќе бидат наместо понеделник и среда и четврток. Да, може. Фала ви многу. Фала ви многу. Тоа кај нас, сега и кажував на Миријана, другите што се од Скопје знаат, можеби Наташа, не знам кукави се кирките, ако не го однесеш детето на роден ден, после не можеш да очекуваш дека некој ќе ти дојде, а и нашиот се ближи во јануари, така што не би ја испуштила можноста, прв пат ќе славиме во игротека, сакам да ми дојдат поголем дел деца и заради тоа ги правам овие измени. Фала ви во секој случај. Нели е така, Наташа? Ако не одиш, нема ни да ти дојдат. А кај нас се погоди во... Да, точно. А кај нас се погоди во ноември месец да има 17 или 18 родендени. Фала. За да не трчам сегда, вака ќе се организирам и нема да имам никаков проблем. Да, со среќа на новчаникот. Фала, нема проблем на новчаникот. Нема кај. Тоа е најважно, да се среќни и задоволни. Другото, новчаникот, секогаш заработуваат пари. Така е, браво. Бидете среќни што се мали, што ги носите. Да. 17 години, не мине со 2-300 на родендениве. Така да, среќни бидете што се мали. Да. Добро, и кај мене големата е скоро 16, имаш право, повеќе треба. Да. Но уште разнесуваме и поголеми уште разнесуваме, враќаме на тима. Тука нема, по Германијава нема. Така со некого ќе си прослави, кај мене на Бања и беше пред 2 недели на 15. Не, така со неколку што си учела, со неколку сите се побашкани, кои со никого нели немаат контакт.
Под месендвиче, по сладолед, по ова, по тоа, Од... нема да се нека се здрави. Тоа само да се живи и здрави, ништо друго. Така е. Денеска ќе започнеме прво, нели рековме минатиот пат на тие што беа присутни, дека денеска ќе го правиме тестот кој што е за А1 ниво. Со тоа што нема да го правиме вака прво непосредно, туку ќе ви дадам да го погледнете тестот, некој 10, не сега, не, оваа, денеска. Ќе ви дадам, например, не знам, некој 10-15 минути, сами да го разгледате, да го решите, а потоа, секако заеднички, прашање по прашање, уште еднаш ќе го погледнеме и ќе објасниме таму каде што имаме пропусти, значи поставувајте ми прашање. Еве ви сега прилика, имате 25 прашања, сите 25 не можат да ви бидат јасни, дај Боже да ви бидат јасни, ама сигурно има уште нешто што ви останало како дамка во главата и кое што се уште не ви е разјаснето, прашувајте. Но предходно, знаат тие што беа минатиот пат, имаше и во документот на Word-от, да напишете текст, односно, тоа беше вежба од 11-тата лекција, ако се сеќавам. Последната вежба од 11-тата лекција, каде што треба, само јас да ја најдам, каде што требаше да направите еден план што правите во денот со неколку часови и потоа да напишете реченици во перфект. Дали некој го направи тоа? Ја не го отворив последниот сат, ништо. Добро, Слагјане, денес ви испратив на вас, оправдано. Другите? Јас само напишав за сато, а реченици нема напишано. Добро. Марија? Јас имам како текст. Како текст, добро. Друг? Весна ми пише и таа денес. Наташа, вие? Немам напишано, ама ќе се потрудам вака да кажам. Усно, добро. Ајде, Марија, бидејќи ти е напишано, може да започнеш. Прочитај го, слободно, и другите ќе слушаме, па ако има нешто што не е јасно, значи треба да го објасни Марија. Еден нејзин ден, меѓутоа минат ден, така што ќе го кажува во перфект. Ich habe 11 Uhr gefrühstückt. Von 12 bis 13 Uhr habe ich Kaffee getrunken und habe ich Buch gelesen. Von 13 Uhr bis 20 vor 14 habe ich aufgeräumt. Von 15 Uhr bis halb 17 bin ich ins Kino gegangen. Von 7 Uhr Abend bis 9 Uhr Abend habe ich mit meiner Familie Abendessen gegessen. Ab 10 Uhr Abend habe ich ferngesehen. Добро. Единствено што можам да коригирам е тоа дека не може да се користат броевите, не може. Можат, ама не може да се каже halb 17. Ако веќе го користам halb, тогаш морам да искористам број од 1 до 12. А ако сакам да користам 17, односно да биде 16:30, тогаш ќе кажам 16:30. Значи, ако сакам да кажам 3,5, треба да го кажам Или halb 4, или 15:30. 15 часот и 30 се подразбира дека 30 се минути. например, кога е по планина, треба ли да додадам абенд? Нема потреба. Не, пак тоа го определува тој што зборуваш, со тој што зборуваш. А ако е ова напишан текст, се подразбира во 7 си станала, така да последната реченица е за во 10, не се подразбира за во 10 попладне. Се знае дека е за во 10 навечер. Добро. Наташа сака да се обиде? Повелете, Наташа. Може и Бурче ќе има желба.
sieben, sieben Um. Uhr, um 7 Uhr, um 7 Uhr habe ich aufgestehen. Aufgestanden треба да е, не е habe, туку е bin. Um 7 Uhr bin ich aufgestanden. Bin ich aufgestanden. Um 8 Uhr, habe ich gefrühstückt. Gefrühstückt. Um 9 Uhr habe ich zur Arbeit gegangen. Bin ich. Bin ich zur Arbeit gegangen. Um 12 Uhr habe ich eine Pause Gemacht. Eine Pause gemacht. Um 16 Uhr bin ich zu Hause gegangen. Um 18 Uhr habe ich Abendessen gegessen. Добре. Um 20 Uhr habe ich Gesehen. Ferngesehen. Um 10 Uhr bin ich ins Bett gegangen. Ins Bett gegangen. Супер. Бурча, сакате ли вие да се обидете според тоа што го имате напишано? Може да се проба. Слободно. Um 7 Uhr bin ich aufgestanden und habe gefrühstückt. Um 8 Uhr bin ich zur Arbeit gefahren. Um 9 Uhr habe ich das Restaurant geöffnet. Добре. Um 10 Uhr habe ich Kaffee gemacht. Добре. Um 11 Uhr habe ich Gäste bedient. Um 12 Uhr habe ich Mittagessen serviert. Serviert. Добре. Um 13 Uhr habe ich aufgeräumt. 14 Uhr habe ich eine Pause gemacht. Um 15 Uhr habe ich Bestellungen genommen. Добре. Um 16 Uhr habe ich Getränke serviert. Um 17 Uhr bin ich nach Hause gefahren. Um 18 Uhr habe ich geduscht. Добре. Um 19 Uhr habe ich Abendessen gekocht und gegessen. Um 20 Uhr habe ich Ferngesehen. Um 21 Uhr bin ich schlafen gegangen. Добре. Супер.
Сега во групата ќе го испратам тестот. Ќе земеме дека еве го 7:20, разгледајте го до 7:30, 7:35 и во 7:35 повторно ќе се вклучиме и ќе го работиме тестот заедно. До тогаш имате прилика само да го на Виберот, сега на Вибер, да. Добро. Сега веднаш ќе го испратам. Значи погледнете го, сами прво размислете, запишете си ги на страна одговорите, меѓутоа не размислувате само на одговорите. Затоа што знаете дека не ни е битен само одговорот. Важно е да ми објасните, да видам што сте научиле. Зошто е тоа така? Значи размислувате пошироко. Затоа имате 15 на минути, ќе се вклучиме повторно и ќе продолжиме, односно ќе го решаваме тестот, а потоа, како што кажав минатиот пат, ќе се завртиме малце кон пишувањето, за да олесниме, односно ќе направиме две вежби кои што се поврзани со пишувањето, за да ни олеснат како да се изразиме и писмено, не само усно. Видете дали сите можете да го отворите тестот, а ако некој не може, да ми каже, ќе му испратам. Ја не можам горде. Да, одма сега Слајана, нема проблем. Може ли, и пишав на Весна, не ми одговори, може ли на македонскиот број да ме додајате на лаптопот ми е на Вибер, таму барем да ги гледам работиве, ништо не гледам со телефонот. Ајде видиме дали можем да додавам, чекајте. Важи. Сега одма. Само да го, еве го, тестот, ја ќе осимнам, ќе ви го испратам, додека гледам дали можем да ве додадам. Ако не бива сега ништо страшно, прати ми го на слика, ќе пробам, па ако не после ќе Не, пробам. секако. Не одзимам време на сите. Не, секако јас им го испратив тестот, слободно можат да си го отворат, јас вас ќе ви испратам слика, меѓутоа ќе се обидам од телефонот, сега прво сликата ја правам, за побрзо да ви испратам, па ќе пробам да ве додадам. Ако имам јас таква дозвола, зашто да не? А ако не ќе пишам на Бојана ќе го среди тоа веднаш. Готово. Еве веднаш Слајана. Еве ги вака. Ви ги испратив. Сега ќе пробам во групата. Можам. Или не можам, би требало да можам. Слаѓана, пишете ми го бројот. Не мора да ми го диктирате, пишете ми го бројот. Во порака ќе ви додадам. Важи договорено горде. Сега Слајана. Слајана, дали ја сега во ред? Секунда горде, сега да го клучам лаптопот да видам. Нема гај. Јас ве додадов, видете дали е сега во ред. Додадени сте во групата.
Може да започнеме. Колку и да сте завршиле, секако ќе ги разгледаме заедно прашањата. Значи, ќе работиме прашање по прашање, еден по еден, така што ќе може сите да си кажете за секој прашање да се произјасните. Некои првите прашања се едноставни, нема да бараме објаснување зошто е некој одговор така, меѓутоа во тие што се подоцна ќе побараме и одговор зошто некое прашање е така. Точните одговори ќе ги забележувам со жолта боја, да речеме, точниот одговор ќе го забележам и потоа ќе го испратам така со точните одговори да си го имате. Онаму каде што имаме потреба нешто да дополниме, ќе дополниме и дополнувањето ќе биде во самиот тест, така што се ќе ви биде на едно место. Првото прашање, Весна. Да го читаме целото или само одговорите? Целото со точниот одговор. Guten Tag, ich bin Felix Düber und wie heißen Sie? Илован Мазини. Зошто ќе биде хајсен, Весна? Затоа што сме зи. Кој е тоа зи, Весна? Што означува во германскиот јазик? Учтива форма. Така, браво. Учтива форма, форма за почит. 2. Слагам. Woher kommen Sie, Herr Dupont? И одговорот слагана. Wer Frankreich? Aus Frankreich. Woher kommen Sie, Herr Dupont? Aus Frankreich. Woher, од каде доаѓате, и со имиња на држави и градови, кога користевме глагол комен, го користевме предлогот aus. Так, Frankreich, да. Драј, Борча. Guten Tag, Frau Selmi. Wie geht es Ihnen? Danke Ihnen. Danke gut und Ihnen, Herr Bach. Зошто мислите дека е Инен? Зошто мислите, Борче? Формално. Добро, верете дека е формално. Меѓутоа, зошто да биде Инен? Што мислите? Трето лице. Што трето лице? Трето лице од него. Добра, по што игра улога, дали ќе одбереме Инен или Дија? Кој зборчиња? Па ви гехт. Некој зборчиња? Кој зборчиња? Точно е дека е Инен, меѓутоа кој зборчиња одлучуваат? И формално е да. Ама кој зборчиња ќе ни определат дека тука треба да употребиме Инен? Па ви гехт. Не. Мислам на фрау и на хеа. На господјо и господи. Иако предходно во прашањето е вегете синен, нормално дека и тука ќе биде
Ihnen. Gut. 4. Mirjana? За кое? За 4. трето или четврто? 4. Was sind Sie von Beruf? Ich arbeite als Journalist. Ich arbeite als Journalistin. Журналист, таа е во машкија. Така. А зошто аз? Зошто е аз? От тие еднина, мислам прво лице. Ich arbeite. Зошто е аз? Има логичко објаснување што сме го кажале. Аз го кажуваме, го користиме со моментална професија. Што се користеше со име на фирма? Бај. Бај? Arbeit. И имавме уште едно. Als бај и... Го најдам одма. На почетокот беше. И за занимањето што се користеше кој глагол? Ich bin Така, ich bin. von Beruf. Така. А 5. Ајде, Наташа. Wohnt ihr in Mainz? Nein, wir nicht wohnen in Mainz. Опа. Не. Кога се, односно каде се користи негацијата nicht? Имаше правило. Кога се користи, односно каде се користи негацијата nicht? Кој се сеќава на правилото слободно, нека се вклучи. Не се сеќам на правилото, ама ако не е nicht wohnen, тогаш е wohnen nicht in Mainz. И па тогаш кој е правилото, пошто тоа е точно? Wohnen nicht in Mainz, веројатно е пред предлогот. Е, па сега не сме толку не е толку специфичен по глаголот. Да. Напишав прво така, па го сменив. Не така е. Негацијата nicht стои секогаш после глаголот и негира глагол, подоцна сигурно имаме и таква вежба, за разлика од тоа kein, keine и keinen негираат именки. Тоа се исто негации, ама негираат именки. Ајде 6, Марија. Welche Sprachen? Wir sprechen Italienisch und... тука има црътичка. Да. Welche Sprachen spricht ihr? Wir sprechen Italienisch und ein bisschen Deutsch. Ија. Марија. Да, последното. Добро, да шпрехт. Не шпрехт, туку шпрехт. Точно и на тоа се однесува моето прашање. Овој глагол шпрехен е неправилен глагол. Во кои лица настануваат промените кај неправилните глаголи? Во второ и трето лице еднина. Така. А бидејќи личната заменка ија е второ лице множина, тука немаме промен. А ако ein bisschen е малку, како е многу? Viel. Така е. 7. Весна. Max dein Bruder? Одговорите се, а тие се спуштани доле. Добро. Овие се одговорите. Nein, nicht, kein или doch. Nein, Max ist nicht mein Bruder, er ist mein Freund. Добро. Nein.
А кога го користиме дох, Весна? Кога имаме нихт во прашањето. Да, кога имаме негација или негативен збор. А кои негации ги знаеме? Кои негации ги знаеме? Од прашањето дох и најм. Не негации. Кои негации ги знаеме во германскиот јазик? Пред малку ви кажав. Нихт, Нихт и каин. А кои негативни зборови ги знаеме во германскиот јазик? најм, Не. Кои негативни зборови ги знаеме? Ние никогаш и има секогаш. А негативен збор е ни. Ако го имаме во прашањето, тогаш го употребуваме има во одговорот со дох. Кој е другиот негативен збор што сме го учели? Них со едвас. Нихц со с. Нихц Со едвас. со етвас. Така е, нихц е во прашањето и во негативниот одговор, а етвас е во одговорот за дох, односно позитивниот одговор. Слагање 8. Беа са не гледам убаво на телефонот. Wer bist das? Das ist meine Eltern. А не е да сис, туку се да зинт. А дали се тоа твоите родители? И како ќе биде прашањето? Кој одговор ќе биде точен? Да го зголемам ова? Ќе ви брка работа, еве го. Не. Das, wer sind das? Добро. Das sind meine Eltern. Зошто во прашањето да биде глагол во множина? Дали се тоа твоите родители? Ама не, кој е ова треба да прашаме? И ова се моите родители. Убаво го кажавте првото со ист. Бидејќи не знаеме што ќе очекуваме во одговорот, не знаеме дали е еднина или множина. Затоа ќе биде wer ist das? Das sind meine Eltern. Зошто meine слагена? Во кој род се Eltern? Во множина, да. Моите родители. Како е присвоениот член за прво лице еднина, односно за прво не за прво лице, туку за машки род? Како е мој? Мајн. Како е моја? Мајне. Мајне и моја? Mein. Мајн. Така е. Во второ лице се менува само првата буква, односно од М преминува во Д. Па имаме dein, deine, dein и deine. 9. Мирјана. Само секунда да го најдам. Was kostet das Bett? Es kostet, само секунда, 500 8 90 А 598. Зошто е? Зошто е? Само секунда. Тоа кошта од тие еднина. Не туку. Бидејќи бете во среден род. Така бидејќи бет е во среден род. Точно. А што ако именката беше деа тепиш, Мирјана? Машки род. Ќе беше Е. А ако беше ди лампе? Не, извини, зи. Зи. Кој падеж го бара глаголот костен?
Заедно. Падеш. А, не, извини. Номинатив, точно. Номинатив. Номинатив. Кои глаголи ги користиме, Миријана, во номинатив? Ето, не знам, искрено, не ми ткине на мене. На кого, кој се сеќава? Костет Хајзен Костен Хајсен и? и уште еден имама не ме. Па тој првиот што го кажа Весна. Зајн. Така е. Заедно, да. Како се вика, Наташа? Пак да се караме за дуплото С. Дуплото С никогаш не се чита З. Секогаш се чита С. И не е Хајзен, туку е Хајсен. И секогаш ќе биде Хајсен, да. Хајсен, готово, запамтив. Добро. Јас секој час се спремам да ве карам, ама викам ајки си кјутам. Ај кјути се. Не, Ако не, слободно. Да. Ако не се лутиме. Не, па нема лутање. Мора да укажеме. Не треба да се лутиме. 10 Бурча. Brauchen Sie Hilfe? Ja, bitte. Дали ви треба помош? Да, ве молам. Да. Па да, друго инако и не е. Да. Од понудените друго и не. Не одговара. Добро, ја бита. Јас мислев и good danke, ама да. Не може кога се користи, тоа сака се да го прашам Бурча. Кога можеме во каква ситуација да го употребиме good danke? Дајте ми пример. Дали си добро? Така е. Ви гетес дија, good danke. Така е, Бурча. Благодарам. А ова јазија? Како? Ова јазија, првиот одговор. Кога би можеле да многу? Ајде другите идеи. Пример, Кога нешто се допаѓа. Добро, да, може. А најн... дали се најаде? Добро? Да, многу, да, и така може. А најнбите? Па може и најбите. Сакаме да Да, отидеме. да, може. Може, да. Добро. Не благода. Не бо. Да. Имаше порано еден слоган, нема да се вратам во минатото. 11. После Борча беше Наташа, веројатно. Да. Ist das eine Brille? Nein, das ist keine Brille. Се зошто кајне? Затоа што die Brille е во женски род. А кајне негира? Мгм. Keine Brille. Што негира кајне, кажав преска. Ја негира именкава. Ја негира, именката брилја, точно, да. А што ако беше тука Фојацојк? Feuerzeug der ќе биде nein, das ist kein Feuerzeug. Добро. А што ако биде именката од среден род? Блат. Блат папија. Што ќе биде kein. Добро. Бидејќи машкиот и средниот род имаат иста форма. Да, со kein. 12. 12. Марија. Entschuldigung, wie heißt das auf Deutsch? Добро. Што значи прашалниот збор ви, Марија? Како? Добро. Што значи варум? Зошто? И што значи веа? Каде? Веа.
Wer bist du? Кој си ти? Wer bist du е кој си ти? Добра. 13. Весна. Wo ist der Laptop? Hier, ich habe der или die Laptop? Ни деја, ни ти. Прво во кој падаш ден е, да. Зошто ден? Затоа што го менјаме, да, деја го менјаме во ден. А во кој падаш реченицата? Акузатив. Ова е плюс АКК. Затоа е ден. Затоа што во акузатив се менува само формата на машкиот род. Сите други форми остануваат исти. Кои други глаголи ги користиме во акузатив? Освен haben. Кој најчесто? Заедно. Не заедно во номинатив. Еве тоа да го заклучиме, еве вака. Номинатив плюс ги кажа Наташа заин, Костен и Хајсен. Кои глаголи најчесто ги користиме во акузатив? Дева па на англиски. Во акузатив најчесто ги користиме кои глаголи? Haben, Haben, Ruchen, treba, brauchen, brauchen, suchen, bara suchen, bara и finden. и finden. И една цела група на глаголи, тоа се модалните глаголи. Модал verben. И тие сите се употребуваат во акузатив. А што ако тука именката беше SMS? Како ќе беше реченицата? Весна? Hier ich habe den SMS. Не. Во кој род е SMS? Женски. Ево ман. Наташа како во сенка од позади. А не во ман. SMS е ди SMS. Женски е ди SMS. И во еднина ди SMS. И тука ќе беше ich habe ди SMS. Што ако именката беше телефон? Das Telefon. Да, с телефон. Телефон во множина ди. За во еднина збориме. Не збориме за телефона, туку да с телефон во еднина. Значи, што ќе стои на празното место? Да с телефон. 14 слагена. Haben Sie ein Notebook? Notizbuch. Nein. Notizbuch. Nein. Ich habe keine. Kein. За кајн или кајн? Keine. Ај, Nein, kein. кајн. Во кој род е нотицбух? Не е машки, Наташа. Не е тој. Тоа. Не, машки не, среден женски. Среден е. Das. Das нотицбух. Не, тој третиот ќе биде, тоа ви. Das нотицбух. Затоа е кајн. Во кој падеше реченицата слагена? Одговорот, па и прашањето. Во кој падеше слагена одговорот? Не знам. Па еве ги, добро, да, номинатив, акузатив може не ви се гледа, акузатив. Haben има. Што ако тука беше именката штифт? Ich habe празно место штифт. Што ќе... Дали ќе беше кајн? Штифот кајнен, од машки род е штифт. Што ако беше тука именката маус на местото на нотицбух?
Кајне. Кајне, бидејќи од женски род. Женски род. Така е. 15. Мирјана. Секунда. Нема проблем. Hast du alles? Nein, ich brauche noch Briefmarken und мислам Stift. Секунда. Stifte. Значи, кој е точен одговор? На крајта N и E. Вода. Да, брифмаркен и штифта. Во кој род се именките брифмаркен и штифта, Мирјана? Женски. Брифмаркен, а штифте е среден. Во кој род се вака именките брифмаркен и штифта? Еднина. Не се еднина. Не, извини, множина е брифмаркен, а штифт е исто множина. Значи во кој род се? Во кој род се, Мирјана? Во множина, Мирјана. Па кажавте, само требаше да повторите. Добро, јас сам не те разбирам зашо кога кажах упорно па да го повторам. Ама добро. Па Се повторувањето е мајка на знаењето. Така е. Борче. Добре. Zingen. Цела речена. Zingen. Да. Du kannst aber gut singen. Каков е главолот kannst, Борче? Каков глагол? Каков глагол е, ве другите ве прашувам? Каков глагол е? Kannst. Модален. Како е? Тогаш е на второ место и после него другиот глагол е во инфинитив. На кое место? Кои форми се исти кај модалните глаголи? Прво и трето лице е еднина. И? Прво и трето лице е еднина. И прво и трето лице множина. Исто како кај сите останати глаголи. Добро. А во прашална реченица? Борче, направете, Наташа, Борче. Борче, направете оваа реченица како прашална. Прашајте, можеш ли ти да пееш? Како ќе биде? Кој сака? Зинген. Добро. Во прашална реченица се менува само местото на модалниот глагол. Тој понатаму се менува по лица, меѓутоа стои на прво место, а главниот глагол е на последно место и повторно е во неговата инфинитивна, односно основна форма. 17, Наташа. Was sind
deine Hobbys? Meine Hobbys sind Skifahren und Musik hören. Добре. Тука прашања, односно имам прашање. Каков е глаголот фарен? Не знам на што мислите, фарен тука е во инфинитив. Каков е? Глаголник. Не, кога го менуваме по лица. Па тоа не е правилен, на тоа мислам. Која промена настанува, Наташа, кај глаголот фарен? Кај а има умлаут. А преминува во ас умлаут. Во кој лица? Во втори, трето лице еднина. Да. А која промена настанува кај глаголот трефен? Трифт. Трифт и трифст. Тоа значи дека? Да. Дека... Преминува во им. Добро. 18. Мари. Wie spät ist es? 1:05. 1:05. Добро. Како е... Односно, кој час го користиме кога имаме зборче халп? Затоа што се наоѓа пред. Халп користиме пред, не после. Пред. Што ми питавате? Кој час се користи кога го користиме зборчето халп? Кога сакаме да кажеме половина, пола. Не, еве велиш халп 1, а не велиш es ist 1:05. Не велиш es ist 11:30. Значи со халп се користат сите часови кои што, односно се користи часот кој што следува. Значи од 25 минути па до 55 минути секогаш се користи часот кој што следува. Добро, како се вика четвртина? Леле, Наташа, па каков ученик сте биле вие? Цело време во позадина. Како се вика четвртина, Марија? Фиртел, така е. Кога ќе го поделам часовникот на два дела, Марија, кој предлог го користам од левата, кој од десната страна? Од левата го користиме предлогот фоа, а од десната предлогот на. Добро. Кој зборче го користиме кога имаме точен час? У. Така е. Добро. Ајде следната Висна. Wann geht's du am Wochenende ins Kino? Am Samstag. Samstag. Um 8:30 kommst du mit. Am го користиме пред деновите, а пред часовници. А пред што го користевме уште, ам? Денови? Не. Нахмитах. Што се тоа? Делови од денот. Делови од денот, така. Добро. Ајде 20 Слагена. Горде ја ги видов до 13-14 ма врска. Вас мохте ја
zum Frühstück. Wir möchten gern ein Kaffee. Ама имаме лична заменка вие. Постоянно на крајот. STN. Wir möchten gern Gern einen Kaffee. Да. Добро. Исто моделен глагол, исто функционира како и глаголот können погоре. 21 Миријана. Се исклучи моментално. Јас нема. Ај, Наташа. Ај, ја. Ај. Не, се уклучи сега, Миријана. Не ми дојде. Да? Миријана 21. Не слушај ти. Ајде, Наташа. Ist du gern Fisch? Nein, nicht so gern. Така, nein, nicht so gern. Добро. Овде е јасно зошто е nein, nicht so gern. Самото прашање не упатува на негативен одговор. 22 Бурча. Holst du mich ab? Добро. Holst du mich ab? Кој одговор ќе биде точен? И зошто? Der Zug kommt um 10 Uhr an. Добро. Кој е глаголот во оваа реченица? Kommt. Не е само kommt. Der Не. an на крају. Да. Каков глагол е глаголот kommt an? Правилен? Не. Неправилен. Лотарија на Македонија, кој е од два дела составен, каков е? Делив. Делив, да, делив. Од кои два дела Бурчо се составени деливите глаголи? Од кои два дела се составени деливите глаголи друштва? Од префикс и основата. Од префикс и глагол. Што се менува по лица, префиксот или глаголот? Глагол. Глаголот. Каде стои префиксот во исказна и во прашална реченица? На крајот. Така е. А каде стои глаголот во исказна реченица? На второ место. На второ место. Така е. А во прашална?
Направо. Ајде следното. Миријана, се слушаме? Ако не се слушаме, Марија, 23. Was hast du gestern gemacht? Добро, Јас го слушам. Да. во која време е оваа реченица, Марија? Минута. Која? Две сме учели. Перфект. Перфект. Какво минуто време е перфект? Минуто свршено време. Минуто свршено време. Како се образува перфект, Марија? Со додавање Г на основата и на крајот Т, кај правилните, кај неправилните се додава Г и на крајот н. Не, многу е побитно да ги спомнеме и помошните глаголи. Со haben и со sein. Така, перфект се гради со помош на помошните глаголи haben и sein и партици перфект од главниот глагол. А Борче, кога го користиме haben како помошен глагол? Што изразува главниот глагол за да го употребиме haben како помошен глагол? Слаѓа, на кога го користиме haben како помошен глагол? Това беше движење и мирување, од точка до точка и само на мирување. Haben е за движење или за мирување? Haben е за мирување. Така е. А sein? Е за движење. Е за движење. Од точка до точка. Така е. И како што кажа Марија, постојат повеќе групи за градење на партици перфект, правилните глаголи како што е глаголот machen, во случајов gemacht, гради перфект со додавање на префикс ке и наставка т на крајот од глаголот. Миријана, 24. Секунда. Да го најдам само. Слободно. И habe. Von bis. Цела реченица, убаво прочитете. Точно е дека е von bis, ама цела реченица. И habe von bis, да, знам. Е са 8:30. Беше момент само да ме текне. Halb neun. Да. Bis. Halb neun. Bis. Ich habe von halb neun bis 17 Uhr. Не знам. Gearbeitet. Да. Кога го користиме von bis? Кога имаме на пола. Кога е пола, 8:30. Не, што значи von, а што значи bis? Од до. Значи за определен временски период. А ако сега е 8:20, а планирам нешто да правам во 9, кој зборче ќе го употребам? Не. Не пак не, не знам. Еден момент. Кој се сегела? Аб. Да, аб. Од толку и толку часот планирам нешто да направам. Миријана, како е глаголот gearbeitet во инфинитив? Пошто не бевте за перфект на 2 часа, затоа прашам. Не. Како ќе биде во Момент, gearbeitet, во инфинитив?
Einarbeitet, или не знам. Arbeiten. Arbeit. Во инфинитив е arbeiten. А зошто гради перфект со haben? Тоа. Па кажавме. Глаголите кои што не изразуваат движење, односно изразуваат состојба на мирување, градат перфект со помошниот глагол haben. Тие што изразуваат движење, односно поместување од една кон друга точка, тие градат перфект со помошниот глагол sein. Sein. Аха. И Весна, 25. Ich bin erst um 11 Uhr nach Haus gekommen. Добре, зошто бин како помошен глагол? Зашто kommen доаѓа Од заедно. во се Зашто изразува движење, движење. А бин, зошто Весна бин? градат перфект со помошен глагол. Да, ама зошто бин? Зашто имаме лична заменка? Ich. Така е. А како ќе биде после слагана беше, како ќе биде оваа реченица во сегашно време? Ich bin коме Во сегашно време не ни е потребен помошниот глагол. само ich bin. Не само их коме. И ком. Не ни е потребен помошниот глагол. Па добро, само их бин. Ich komme. Ich komme. Така, ich komme erst um 23 Uhr nach Hause. Добро. Дали, ај прво реално, колку од прашањата, од 25-те прашања би беа точни? Мене едно. Доста е. Едно ви беше точно. Не, гречка си. Јас од 15-то ги пишуев, 13-то, како ги видов ваму? Други Јас до до 25-то не ги видов. Не, А до тие 13 колку имавте точни? мене ли ме прашуете? Да, вас слагана. Добро, само момент. Ајде, бројте. Сега статистички. Да ги обработиме податоците. Не знам, значи, јас ти пишуев второ во хеа и коме. Ти пишуев ја вам умава, тетрадка никој нема да се снајде. Ама прилично ми беа неколку точни. Добро, прилично. Прилично, да. Прилично. Треба да ни вежбам, ни учам, ни читам вами од надвор што слушам, иначе се ви што сум поеден. Па, екстра ми е. Добро. Другите? Јас до 12 би беше лесничко, а после малку, мислам не тешко, ама малкичко што сум испуштила нешто, не поучено и тоа е резултатот. Добро. Борче? Не знам, ја не ни пишува во теста. Ја ги читав одавде само како што. Добро. Весна? 18 точно. Браво. Браво. Па Весна, добро. ќе почнеме на часови и кај тебе додиме, приватно. Кај тебе приватно, ќе ти најдобра. Дополнителни часови. Конверсацијски час. Да. Браво. Тоа е слабо, само пракса. Практичен дел. Ама чекајте бе, најдоброто ви го чувам за крај. Избрзавте сите. Најдоброто го чувам за крај. Сега треба да ја прашам, наред ми е Мирија прва. Вие колку точно имавте, пошто се исклучивте едно време, се исплашивте. Не, да Се шалам, бре. Јас сум шлакнал. Знам, Ти ги кажа, знам ми кажавте. Знам Јас за... така, лесно ми бе до 12, искрено кажам. И до 12 ми бе такви ептен век, нели, што ми се увежбани. А после, така. После виде нешто, нели, одговарах, ама нешто што сам запамнала, што ме е останало. Другите малкичко ми бе искрено потешки. А до Добро. 12 ми бе супер, да. Мислам,
без проблем така ги одговара, а после потешко им беше. После беше, знаеш како одговаране на шокица мислам, не шокица шо ми останало усеќавање, шо нешто сам получила, а иначе до 12 искрено ми бе такви полесни, а после не. Добре. Наташа? Имав едно сгрешено тоа со нихт вонен и вонен нихт. Само тоа? Браво. Да. Браво. Тоа прво го напишав правилно, па си го избришав. Не знам што ама нема врска, сгрешено ми е. Добро. И Марија? Јас одговорих само 16, од тие 16, 15 ми се точни. Па добро. А зашто само 16? Немавте време? Немаше време? Добро. Добро, за следниот тест и повеќе време ќе добиете, затоа што ќе биде потежок. Молам? Јас сакам, ако може, ако не на другите, ако не сакат другите, на мен домашно да ми даваш. Јас сам само за домашно, мислам оти така поки знаеш кога имам обврска, знам од ки седам да го работам. Добро. Јас мислам оти да, убаво домашно да ми се дава. Само што домашната, јас ја давам, ама ја давам секогаш да речеме во понеделник за следниот понеделник или од среда за следниот понеделник. Сега па поготово вака како што се еден по друг ден нема поента. Ја можам утре да ви дадам домашна и да ја пишувате за до наредниот вторник. Ето така да имате и да нека биде и пообемна. Ја немам проблем со тоа. Што нема да напишеме домашно, ќе имаме само минус, нели? Кој рече дека ќе пишуваме минуси? До минус или дојдовме? А минусот значи не постои, сега кога ќе поминеме, добро? Па возрастни сте. Прифаќаме домашно. Возрастни сте. Или не? Па нормално. Тоа се вика колегијалност. Добре. Сега сме во учебник. Ова ми се изгуби, ама си го најдам. Во учебникот, сега ќе ви ја покажам страната. Значи сега се префрламе на оној дел Шрајбен, кој што го разговаравме минатиот пат со Марија беше на часот, Наташа беше и Енвер беше. Денеска ќе му обрнеме значи внимание повеќе на пишувањето, односно на овие, не знам, половина час што ни преостануваат, малку како да си олесниме кога треба да напишеме, не само да зборуваме, туку кога треба да напишеме некој официјален документ. Не мора и да е официјален, важно да знаеме како да започнеме, што да напишеме во содржината и како да завршиме. Јас отворив и Word, а не сум споделила ништо. Ќе напишам тука Шрајбен и секако трикчиња кои што треба да ги применуваме, ќе ги дадеме во продолжение. Значи, страната е... Добре. Сега споделам виша... Ова е страната. 96 во учебникот. Пишува eine E-Mail schreiben. Прво имаме lesen Sie Davids Kalender und schreiben Sie zu zweit eine E-Mail. Имаме исто како вие што требаше да напишете активности во вашиот дневен календар и според нив да напишете мејл, писмо, не е ни важно. Еве имаме тука дадено активности, ќе се симнеме малку подоле. Имаме и нотицен, забелешки и како што започнува секој мејл, знаеме кога ќе отвориме, нели? Ни се појавува, освен местото за мејл адресата, ни се појавува и наслов. Така, и ова Бетреф што го гледате тука, Бетреф, каде што стои Вигец, е насловот на мејлот, кој што, еве имате одма задача за следната недела, кој што го пишувате во полето предвидено за наслов. И сега имаме
нормално за да одговорам на мејл морам да имам основа. Зашто да одговорам? Мејлот кој што го испраќам гласи, еве јас го испраќам: Lieber David, geht's dir gut? Gibt's was Neues? Was hast du denn heute alles gemacht? Liebe Grüße, Sabine. Кажете ми на кое прашање од текстов најмногу треба да се задржиме? Was hast du denn heute alles gemacht? Така, тука и веќе имаме даден пример, значи ние календарот погоре. Значи тоа прашање најопсежно треба да го одговориме во мејлот. Значи секогаш ќе имаме даден мејл на кој што треба да дадеме повратен одговор. Така и во овој случај, еве го прочитавме мејлот. Вториот мејл е мејлот кој што го пишува Давид и кој што го пишува врз основа на податоците кои што ги дал погоре, односно се напишани во календарот. Ајде прво да се обидеме да го дополниме. Имаме потоа и во работната една страна цела со шрајбен, а потоа јас ќе извлечам текст од интернет, од книгата ќе најдам, кој што исто така ќе ви дадам почетен мејл, врз основа на кој што вие треба да одговорите и да дадете ваш, односно да дадете ваш одговор. Ајде да видиме прво што треба да има секој мејл, гледаме дека е поздравот. Доколку е неофицијален мејл, ова сме го кажале, ќе го запишеме уште еднаш. Значи во неофицијален мејл, неофицијално, се обраќаме со, можеме да се обратиме со хало и да ставиме име. Ана, или не знам, Давид, еве во случајов. Можеме да ставиме и англиски збор. Hi, Ана, Давид. Меѓутоа можеме да ги употребиме и Lieber Давид, кога се однесува на машко е либа, а кога се однесува на женско се вика Liebe. Liebe Ана. Ова се значи можни почетоци на неофицијален текст. Дали е мејл, дали е писмо, значи секако без разлика ги користиме овие изрази. Додека пак, доколку имаме официјален документ, тогаш исто така имаме изрази кои што ги користиме и гласат. Ако е машко, sehr, пак на кирилица, sehr geehrter Herr Димовски. Ова на македонски значи многу почитуван господине Димовски. Секогаш кога користиме хеа или фрау, го користиме презимето. Ќе го запишеме тоа подолу. Потоа, ова е ако е машко. Ако е женско, велиме sehr geehrte Frau Димовска. Тоа ми дојде, тоа ќе го напишем. На македонски ќе биде многу почитувана госпоѓа Димовска. Госпоѓа Димовска. Доколку пишуваме мејл, писмо, не е важно, на некој што не го познаваме, значи се обраќаме во некоја фирма за да, не знам, побараме работа, ама не знаеме кому му се обраќаме. Тогаш го користиме изразот sehr geehrten Damen und Herren.
Односно многу почитувани дами и господа, бидејќи не знаеме кому му се обраќаме. Многу почитувани дами и господа. Значи, овие се начините на неофицијално и официјално пишување на почеток на мејл. Сега следно. Ајде пак ќе го отвориме ова. Also, и сега ги имаме дадено термините горе, кои што треба да ги дополниме и да одговориме всушност на главното прашање, односно на прашањето Was hast du, како беше, Was hast du denn heute alles gemacht? Како ќе ја дополниме првата реченица? Од колку до колку сато? Да. Von, ајде да го смалам за да го гледаме. Von halb 9 bis halb 11 habe ich Ins Büro gearbeitet. така. Следната. Und Und von halb 11 bis 11 hatte ich, ова hatte во кое време? претеритум. Претеритум, тоа е минато несвршено време. Тука не напишав дека со хеа и фрау се користи презиме. Или ако е поедноставно, еве јас ќе напишам вака. Секој мејл се состои од 3 дела. Првиот дел на германски се вика Anrede, на македонски е поздрав. Ово што го напишавме горе. Вториот дел се вика Inhalt, односно содржина, или главен дел. И третиот дел, од кој што е составен или треба да биде составен секој мејл, е Grußformel. Односно, на македонски тоа ќе биде поздравен крај. Поздрав за крај. Во овој првиот дел, на почетокот, каде што е поздравот, ги избираме некои од неофицијалните или официјалните поздрави. Неофицијално, знаеме, се користи кога ја познаваме личноста, на која што ја пишуваме, а официјално се користи за личност која што не ја познаваме. Затоа и користиме хеа и фрау, затоа што не ги познаваме доволно личностите на кои што им се обраќаме. Во вториот дел, односно значи ова не е Anrede, уствари, јас ова вака ќе го префрлам, под ова, каде што ќе стои дека ова е првиот дел. Поздрав. Неофицијално и официјално. Во вториот дел, односно во Inhalt, во содржината, или во главниот дел, како сакаме да го наречеме, главен дел е тоа,
треба да користиме што? Треба да користиме кратки и јасни реченици. Тоа ни е јасно. Од типот на. Од типот на. Ich möchte. Сакам. Од типот на. Ich habe eine Frage. Имам едно прашање. Од типот на. Danke für deine E-Mail. Имавме еднаш обид, нели требаше да напишете писмо во кое што ќе се заблагодарите за поканата, меѓутоа ќе одбиете. Тогаш можевме да кажеме danke für die Einladung. Danke für die Einladung. Потоа, во последниот дел, односно во главниот дел, односно на крајот, треба исто така да користиме поздрави, кои што исто се од повеќе типови, односно пак можат да бидат неофицијални, поздрави, ќе го напишеме и официјални поздрави. Кај неофицијалните поздрави можам да ги спомнам. Viele Grüße. Многу поздрави. Имавме и претходно исто вака сме ги кажувале. Liebe Grüße. Драги или мили поздрави. Потоа во официјалниот дел, односно кај официјалните поздрави, можеме да ги користиме следниве поздрави. Mit, ова е веќе официјално. Mit freundlichen Grüßen. Односно со пријателски поздрави. И ова е крајот. Секогаш кога пишуваме со почит, односно не официјално, кога не ја познаваме личноста, тогаш користиме и учтива форма зи. Додека ако се познаваме со тој што пишуваме, можеме да пишуваме, да му се обраќаме и со ду, со тоа што во многу случаеви ќе го забележите ту со голема буква. Што треба тоа да значи? Тоа треба да значи дека личноста ја познаваме, меѓутоа недоволно. Не ни е блиска личност, не ни е секојдневна личност, меѓутоа ја познаваме и можеби заради возраста сакаме да се обратиме со ду, меѓутоа тоа пак го правиме на учтив начин и ду го пишуваме со голема почетна буква. Това е само за пишување имейл, така ли? Да. Сега вака, ќе дадам јас еден почеток, односно едно писмо, односно мејл, на кој што вие ќе треба да ми одговорите за во следниот понеделник, вторник, како сме договорени, за следниот вторник, на наједноставен начин кој што можете. Значи, пак ќе кажам, само со изрази кои што сме ги користели до сега. Мејлот гласи вака. Многу е едноставен и Liebe Frau Klein, ich habe ein Problem.
oft habe ich, само што фрау доктор Клайн ќе ја напишам за да знаете дека е докторка. Oft habe ich Kopfschmerzen. Често имам главоболки. Was soll ich machen? Können wir einen Termin am Dienstag machen? Viele Grüße. Viele Grüße, Гордан. Секој може своето име да го стави. Се една. Значи, еве ви еден краток мейл. Јас се испраќам на мојата докторка, имам главоболки и треба да се консултирам со неа што треба да направам. Одговорете на овој мейл за следниот понеделник најкусо што можете. Потоа ќе ги прошируваме мейловите да бидат и во перфект, а понатаму да бидат и пообширни. Има и во работната тетрадка. Се ќе ви покажам таа страна, баш во онлайн учебникот ја нема. Меѓутоа еве во друг учебник кој што го најдов. На страна 89 во работната тетрадка има цел тренинг Schreiben. Повторно имаме почетен мейл врз кој што треба да се раководиме за да пишеме повратен мейл. Можете да и го искористите ако ова ви оди полесно, мейлот кој што го напишав јас, можете да напишете повратен мейл и на овој мейл кој што е дајден тука. Liebe Christina, wie geht es dir denn in deinem neuen Job als Au-pair-Mädchen in Köln? Was machst du den ganzen Tag? Hast du viel Arbeit? Viele Grüße, Susanna. Au-pair-Mädchen е бебиситарка. Сега Гордана, при мене тука нема много работното, но ти това ще го прочита. 89. Да, нема ти мен, при мене лер от час на 11-та лекция да покажу. Па това ще е една страна на нас. На 86. Не, 87 треба да дојде. Горе да пишува тренинг Schreiben. Не. Нема да тоа, не знам кој други како е, кој не ме... Нема врска. Тренинг Шурен има. Сега ќе го сликнам. Ќе го испратам во групата и мене во тој учебник што го имам, не ми го даде. Не ми ја даде оваа страна. Нема врска, ќе го сликам. Тренинг како? Тренинг? Тренинг Schreiben, не sprechen. Сега ќе го сликнам одма. Ево го. Ева камера, сега ќе сликнам. Прво, значи, го читаме мейлот на кој што треба да одговориме и сега тука постапно ни е дадено. Кристина Стак. Па имаме им Supermarkt einkaufen, да ги распоредиме глаголите со сликите. За потоа полесно да ни оди да го пишуваме мейлот со помош на зборовите од А. Меѓутоа, вие можете слободно и овој да го направите, овој е во перфект. Слободно можете и овој да го направите, меѓутоа јас препорачувам прво да започнете со нешто поедноставно, каде што ќе се договорите за термин за да одите на лекар, а потоа можете да го напишете и овој мейл.
А Гордана, Да. ќе биде ли тешко убаво да го сликаш, јас ако можам да го испринтам. Оти кај мене го нема това. Еве сега го испратив во групата. Да, ама малку е матно. Овде кај мене, не е чисто баш. На сликата што ја испратив, Да. А го немам јас ова во учебник, на работната тетрадка. Еве го терам цело време, ма го немам. сега ќе го сликнам уште еднаш, таа ќе ја избришам слика. Сега ја сликам. Да пробам вака само половинка да го сликам за да пах не е баш. Чисто е. Ај видете. Се гледа. Ова е почисто првото. Да, првото да. Почисто е првото од второто. Освен со блиц, ако можеш да го сликаш. Со Можам. блиц па да биде малку по-белким ке се познава. Ајде да го сликам и со блиц. Ја волку нисам сликала Миријана за цел живот. Ево го со блиц. Ајде пак да го намалам да видиме дали ќе се појави. Да, се гледа сега најдобро изгледа. Да се е со блиц. Ќе си знам за друг пат. Супер. Овие други веќе ги избришам, да не ги фаќаат место. Марија, дали има уште прашање? Дали сега ти станува појасно? Па, некои работи се појасни, да. Добро. Бидејќи остануваат уште 4-5 минути, мислам дека нема поента да започнуваме со ништо ново. Секако ќе се слушнеме утре и ќе започнеме со работа со новото ниво, односно А1 и 2. Така што не очекуваат и поедноставни, не очекуваат и захтевни лекции, меѓутоа тука сме за заедно да ги поминеме и да објасниме се што треба да објасниме. Има и повелете Слагјана. Слободно. Друга ли книга треба да имаме? Со вас завршуваме, готово. А 1.1 што ни беше? Да, 1.2 сега треба да биде. Па треба да ни пуштат да ги Готово. Ја немам ништо такво, барем нешто да... Сега на Весна одма ќе ја пишам, што ми ги испрати, или ако не, нека ви ги испрати таа во групата, се едно е. Важно ќе ви ги испратиме секако, сега ќе ја пишам веднаш, за да не заборавам, веднаш ќе пишам на Весна. Во ред. Ќе ја пишам, ќе се слушнеме утре повторно во 19 часот. Имајте убава вечер сите. Фала, Фала, поздрав, чао, чао. Чао.